Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате брошурата Ислам, неговата порака во најкратки црти. Оваа кратка белешка спаѓа во склоп на изданието на Ахмадија муслиманскиот джемаат, вистинското лице на исламот. रहमत की आस में मेरा दस्ते दुआ दराज. Златниот рудник. Јас го открив златниот рудник и бев запознаен со ризницата на скапоцените камења. Исто така бев исклучително среќен што се збогатив со вреден дијамант, кој толку е скапоцен, што ако го разделам на своите блиски, секој од нив би станал побогат од оној кој денес го поседува најголемото количество на злато и сребро. Што е тој дијамант? Тоа е еден вистински бог. Овие зборови беа изговорени од Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана во Индија, кој во 1889 година тврдел дека во неговата личност се исполниле пророштвата кои го предвидувале доаѓањето на ветениот Месија или второто доаѓање на Иса алейхи селам, Исус, како и тоа дека тој е очекуваниот Мехди, кого муслиманите го очекувале. Тој на светот ги представи убавините на исламот и го исправи погрешното толкување на честниот Куран. Тврдеше дека нему Бог себе си се манифестирал и дека повремено му зборувал. Живиот Бог. Тој јасно го запознал Бога низ своето лично искуство и поимање. Толку силно бил привлечен од неспоредливата убавина на живиот Ислам, што морал да ги повика сите луѓе да ја бараат оваа ризница. Вака запишал: Нашиот Бог е нашиот дженнет, рај. Нашата најголема радост е во нашиот Бог, бидејќи го здогледавме и ја најдовме сета убавина во него. Вредно е да се најде ова богатство, иако во неговото наоѓање може би ќе треба и животот да го дадете. Рубинот е вреден да се пронајде, па дури и самиот себе си да се загубиш за да го стекнеш. О, вие кои го немате, побрзајте кон овој извор и тој ќе ве задоволи. Што да направам и како да ги восхитам срцата со оваа добра вест? За да ме слушнете, во кој тапан да удрам, за да најавам дека ова е вашиот Бог? Каков лек да применам за човечките уши да чујат? Ова е вистинската слика на исламскиот благослов, представена од долго очекуваниот Месија и Мехдија на ова доба, чиј лик ја одразил светлината на живиот Бог и ја потврдил вистината дека Бог се уште им зборува на своите слуги, ги слуша нивните молитви и ги сака. Мухаммед, честниот пратеник на Исламот. Овој истиот, вистинскиот Бог, порано му се представил и се јавил на честниот Мухаммед саллаллаху алейхи веселем 14 века наназад во Мека, Арабија, како исполнување на предвидувањето на Муса, Мојсей, Сулејман, Соломон и Иса, Исус, мир на сите нив. Мухаммед бил роден како сираче и од најраните години бил обземен од љубовта кон Бога и од човештвото во целина. Честно го живеел својот живот. Неговата вистинолюбивост, честност и побожност биле толку впечатливи во текот на неговата младост, поради што му ја дале титулата Ел Емин, верен. Овој побожен и симпатичен млад човек бил загрижен поради многуте лоши работи кои преовладувале меѓу арапите. Имал обичај да се повлекува во пештерата на Ридот, оддалечен околу 5 километри од Мека, каде во осаменоста му се предавал на клањањето на Бога. Додека бил во пештерата, кога имал 40 години, ја примил првата објава од всеможниот Бог. Му било заповедано да го повика човештвото кон Бога, да го истреби злото и да го искорени идолопоклонството. Бил повикан кон пратеништво и така било исполнето предвидувањето од Библијата, во кое Бог наговестил дека помеѓу братствата од израелците ќе го воздигне пратеникот како што е Муса.
Кога на луѓето од Мека им ја објавил својата божествена порака, тие се кренале против него. Оние пак кои го прифатиле, биле прогонувани на разни начини. Еднаш, додека бил зафатен со молитва, околу неговиот врат била ставена јамка и за малку бил задавен. Тој и неговите верни следбеници биле подложени на секаков вид малтретирање. Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, и неговите верни следбеници 13 долги години стрпливо и со духовна сила и одважност ги поднесувале сите овие прогонувања, се додека, по Божја наредба, пратеникот не се преселил во градот Медина, околу 300 километри северно од Мека. Дури ни таму не бил оставен намира. Мекелиите пратиле војска против него. Тогаш нему и на неговите следбеници им бил пратен абер од Бога, со кој им било одобрено да се борат во самоодбрана. На крајот, во 8-та година по напуштањето на Мека, тој направил мирно, победоносно враќање, испратен од 10.000 следбеници, исполнувајќи го со тоа пророштвото од Библијата. Тој засветил од планината Паран и дошол со 10.000 светии. Од неговата десна рака отишол праведен закон за нив. ये इब्तला का दौर भी, ये इब्तला का दौर भी हमको कबूल है। 2 години подоцна објавил Аджилак во Мека. Во таа прилика го објавил својот историски проштален говор, во кој го најавил возвишениот принцип на човековата еднаквост и поставувајќи ги основите на човековите права, го поставил темелот на универзалниот мир. Тоа е највеличествената повелба на светскиот мир. До времето на неговата смрт, 636 година, иделопоклониците од Мека и најголемиот број на арапи станале цврсти верници на Божјото единство, што ја зацврстило вистиноста и величественоста на највозвишениот од сите пратеници. Книгата на Исламот. Чесниот Куран е книгата на Исламот. Тоа е Божјиот збор, кој во делови му бил објавен на пратеникот Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, во времето од 23 години на неговото пратеништво. Ова е конечниот Божји закон, упатство за човештвото. Самиот Бог дал гаранција дека за сите времиња ќе ја заштити чистотата на неговиот текст. И на вистина, низ вековите тој останал сочуван од било какви измени и дополнувања. Тоа е жива книга и нејзината духовна делотворност и понатаму е важечка за сите доба. Оние кои живеат по нејзините учења, на многу начини ги уживаат Божите благослови. Бог ги слуша нивните молитви и им одговара со љубов и со милост. Ова е величествен знак на вистинитоста на честниот Куран. Оживувањето на Исламот. Оној кој во ова доба го повикал човештвото кон живиот Бог и живата книга е Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, Индија. Тој е роден 1835 година, а умрел 1908 година. Целта на неговото доаѓање била да го врати човештвото кон вистината и да ги отклони сите погрешни учења и верувања. Тој, например, ја повикал доктрината на искупувањето низ предпоставената смрт на Иса алейхи селам, Исус на крстот. Потоа, врз основа на темелите, напишаната историска евиденција, докажал дека Исус го преживеал распетието и дека го пропатувал истокот, продолжувајќи го проповедањето на својата порака на овците на куќата на Израел и дека на крајот умрел од природна смрт во Кашмир, Индија, каде неговиот гроб може да се види во улицата Канјар во Сринагар. Ахмадија движењето во Исламот. Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија, го основал Ахмадија движењето во Исламот во 1889 година. Тој дошол повторно да ја воспостави величественоста на Куранот и убавината на неговите учења. Непрекинато своите следбеници во светот
ги поттикнувал да го проповедаат Божјото единство и да му пружат услуги на човештвото во духот на љубовта и сочувството, без разлика на бојата, расата и верата. По неговата смрт, него го наследил неговиот верен следбеник, Хазрети Маулви Нурудин. По неговите упатства, во 1914 година, во Англија, основана е првата Ахмадија муслиманска мисија. По неговата смрт, го наследил Хазрети Мирза Башир Уддин Махмуд Ахмад, кој оваа чесна должност ја извршувал повеќе од половина век. Под негово водство изградени се многубројни џамии во разни земји, вклучувајќи ја и лондонската џамија, изградена во 1924 година. Умрел во 1965 година, а го наследил Хазрети Мирза Насир Ахмад, кој заедницата ја водел 17 години. Во негово време на многу јазици е објавен преводот на честниот Куран. Десетици школи, клиники и болници се основани во 6 западноафрички земји за подобар живот на сиромашните и угнетените. Нови мисии и џамии биле изградени во Европа. Во 1980 година тој поставил камен темелник на џамија која сега е завршена и се наоѓа во Педробат, близу до Кордоба во Шпанија, скоро 7,5 века од кога муслиманите се протерани од таа земја. Умрел во 1982 година, а го наследил Хазрети Мирза Тахир Ахмад, кој со движењето управувал до 2003 година. Во текот на овој динамичен период, движењето забележало голем напредок. Најзначајна пресвртница представувала почетокот на емитување на телевизиски програми преку сателитска ТВ мрежа во траење од 24 часа, која символички ги поврзува сите членови на движењето во едно глобално семејство. На овој начин, халифата има директен контакт со секој член од заедницата во најоддалечените краеви на светот. Денешниот поглавар на Ахмадија движењето е Хазрети Мирза Масрор Ахмад, кој на оваа должност е избран на 22 април 2003 година. Ахмадија заедницата има востановени мисионерски центри во 175 земји и вкупниот број на членови е 200 милиони и овој број секој ден расте. रहमत की आस में मेरा दस्ते दुआ दराज. Брошурата Ислам, неговата порака во најкратки црти е завршена. Еселаму алейкум.